Четвртата поред светска конференција за религиски и меѓуцивилизацијски диалог ќе се одржи од 3 до 5 ноември во Битола, во рамки на глобалната агенда на Обединетите нации и УНЕСКО за диалог помеѓу цивилизациите и декадата на УНЕСКО за помирување на културите. Ќе учествуваат повеќе од 150 представници од сите светски религии, невладини организации, професори и експерти од целиот свет. Ова денеска на пресконференција го истакна министерката за култура Елизабета Канчевска-Милевска, која рече дека централна тема на конференцијата годинава е миграцијата и предизвикот на интеграцијата преку диалог помеѓу религиите и културите. Едно особено актуелно прашање во контекст на интензивната миграција која денеска ја менува физиономијата на зимнината топка. Ќе ги споменам и подтемите на конференцијата, а тоа се семејството, извори простор за градење и чување на достоинството на човекот, да произлезат и сигурно да дадат достоен плод во смисла на надминување на сите проблеми, почнувајќи од религиските и меѓуцивилизацијските проблеми што се присутни. Конференцијата за религиски и меѓуцивилизацијски диалог ќе биде отворена на 3 ноември со обраќање на председавачот Валентина Божиновска, директорот на Комисијата за односи со верските заедници и религиозни групи, а учесниците ќе ги поздрави и председателот Ѓорѓе Иванов. Во Битола ќе се одржи и форумот на катедрите на УНЕСКО од Југоисточна Европа. Ќе биде одбележан јубилеот 1100 години од упокојувањето на Свети Климент Охридски, како и изложбата Мајка Тереза Светица од Скопје. Учесниците ќе ја завршат конференцијата со донесување на нацрт декларација и избор на меѓународен комитет за 5-тата светска средба.